Вработените во министерствата, агенциите и управите кои што немаат никаков додаток, веќе од март месец истиот ќе го добијат, но не и вработените во правосудството, вели претседателот на Конфедерацијата на слободни синдикати Благоје Ралповски. Појаснува дека по однос на вработените во правосудството, како Конфедерација веќе водат преговори по однос на обидите за покачување на минималната плата на 600 евра. Ралповски вели дека работниците заслужуваат и по 600 или 700 евра плата, но за тоа треба да постојат сериозни преговори. Ние уште од декември месец сме во преговори со владата, веќе го договоривме тоа, но еве оставивме да видиме дали ЮПОС ќе го прифати истото покачување. Тоа е исто покачување што требаше да добиеме од 1 мај, значи треба да знаат работниците дека се куси за некои 8-9 месеци 7% покачување заради обструкциите што ги правеше некој друг. До еве сега правдата е исправена. Од 1 март 2026 покри линеарното ќе има уште 8% изголемување. Од 1 март 2027 покри линеарното уште 8 и од 1 март 2028 покри линеарното повторно уште 8%, тоа е кумулативно 26%, но и она што е линеарното доаѓа негдека околу 40% за окружување на платата. Мора да се каже дека ова не се додатоци на плата, дека ова е договорено да биде со сите придонеси и влегува во плата. Од синдикатот УПОС велат дека ќе се произнесат откако ќе се договорат внатре во органите и телата за понудата на владата. Барањето на синдикатот УПОС минатата година, мислам дека 90% е уважена страна на владата на Република Македонија. Останува уште да се произнесат уште неколку синдикални организации од внатрешноста на Република Македонија, да видиме дали и они ќе потврдат или нема да потврдат, дали нели ова барање на синдикатот на УПОС ќе биде добро за нив. Мислам дека сме на добар старт. Од влада велат дека веќе имале средба и со вториот репрезентативен синдикат КСС, а вчера и со УПОС. На потек е синдикатот УПОС да каже дали ќе го прифати предложеното решение. Важно е да се напомене дека владата водеше преговори за зголемување на платите на административните службеници за 8% годишно, што би значило реален раст од околу 40% за период од 4 години. Сепак овие преговори со репрезентативните синдикати не беа успешно завршени. Иницијативата пропадна затоа што дел од вклучените делуваат политички наместо независно и во вистински интерес на работниците. Станува збор за околу 7700 до 7800 административни службеници за кои владата е работодавач. Платите на административните службеници согласно закон мора да се зголемуваат пропорционално со зголемување на минималната плата за 8% на годишно ниво. Од ССМ велат дека остануваат на ставот за минимална плата од 600 евра и по 100 евра за останатите работници. Паралелно со тоа поднесо иницијатива до собранието за намалување на платите на функционерите.